Другари, одеме, значи, одма второ видео праваме уста гардероба. Нема шо да се пресоблечувам. Значи, кратка аналитика да направим за излез от биткоин. Другари, нема излез от биткоин. Много луѓе ме прашава, брат, шо да правиме да излеземе от биткоин. Другари, не трябва да излязат от биткоин. Продадете Ethereum, продадете Cardano, продадете Star Atlas, продадете Gala, продадете Solana, продадете Ripple, продадете Sejio, продадете. Гледайте да најдете која е целта да речеме и после тоа ќе чекаме да видиме у bear маркетот дали ќе падне биткоин, колку ќе отиде и шо повеќе да се накупите биткоин. Најбогатите фамилии луѓе сум кажал пред 11-12 години. Најбогатите фамилии у иднина нема да бидат тие што имат кеш, злато или било што друго. Тие што имат биткоин. Тоа чудо вие не верувате, ама вие преди 11 години не верувавте за биткоин, гледајте ја мапата. Значи и преди 11 години не верувавте за биткоин, луѓе поверувајте ми овај пат. Тоа чудо како што гледате на стрелките, оде само нагоре. Ниту еднашка не се врна на 0.05, 0.03. Само оде нагоре. Гледате, има корекции, да, најнормално е тоа. Луѓе, тоа чудо ќе биде 2035-та. Ја да, не сум ја погодил точната сума, нели кажував скиде 100 или киде. А што кажувам ке доктор Горано видеото, колку што се сеќавам, треба да го разгледам па. И да не отиде 100.000, следните 4 години ќе отиде. Еве сега и да не отиде да речеме до милион, после 4 години ќе отиде. И тогава да не отиде, пак ќе отиде после 4 години. Верувајте, годините ќе литнат многу брзо. Те така ќе литнат годините. Ама што значи? Значи тие што ќе имат биткоин, другари, ќе бидат најбогатите луѓе на цел свет. Тие што купувате сега злато и сребро на децата и разни, што ти знам таму, имот, земја и се, имот и земја, сепак у собствена држава да се имате, да, ама да купувате у градовите апартмани и да ги рентате тие апартмани, ако Македонија улезе во Европската унија, може ли да станете милионер? Да. Само според мене Македонија никош нема да улезе во Европската унија, другари. Никош нема да улезе во Европската унија, не ќе да правам политичка, Македонија мислам дека ќе биде со БРИКС и со Кина. И источното крило, источна Европа ќе ја преземат Русија и Кина и мора да постои патот на свилата, ја мислам дека ќе е там. Без разлика колку ќе вреат тие земјишта и да речеме и да стане $1.000.000, вие сте да речеме купили имот, купили апартмани, купили земјиште и се, ќе стане милион и вие сакате да ги продајате, тоа е грешка. Вие си продавате имот, одек ќе одите да живеете под рента, друга куќа ли ги купувате. Другари, инвестирајте у биткоин. Значи инвестирајте у биткоин ако имате пари во апартман, а веќе имате да речеме апартман или куќа. Мое мислење не ви треба втора, трета. Ако приоритет на место биткоин да речеме да сакате на село да се преселите, продавате се у градо, преселувате се на село, рестото у биткоин. Си го чувате. Не у злато, не у кеш, не у сребро, дома може да ви го крадат. Чувате си го у биткоин, брат. Многу јак треба да развиете систем, да речеме дека да си го чувате, како си го чувате. Ја, например, знам дека да го чувам, не кем да улавам у тај дел. Значи, не секој знае да користи такви волити. Така да, треба да си проучите дека е најдобро, дека нема да забравите да го чувате. Луѓе, тие деца, што родителите ги накупуваат биткоин, биткоин може да го купите сега за $100, за $10, за $1000, за 5000, не мора да го купите цел. Тие луѓе што ќе сега натрупат портфолио со биткоин, тие луѓе, нивните деца, да речеме сега сте купиле, составили сте биткоин, да речеме. Не цел, еве у Македонија купиле сте за $10,000 биткоин, за $20,000 биткоин. Вашите деца, кога ќе станат, еве збориме за луѓе што имат еве сега деца, имат пари, да речеме, има многу луѓе што имат многу пари во Македонија. Купат за $10-20,000 биткоин, па дури и за $5,000 биткоин. Нивното дете додека да напуне 18 години, да се родило да речеме пред на година, пред 2, па дури пред 5, додека да напуне 18 години, тоа дете, другари, вечно ќе ви биде благодарно за тоа што вие сте му спремале портфолио со биткоин. Да знаете, еве сакам ово видео да стое. Биткоин, другари, тие што ме прашувате излезна стратегија, ја немам излезна стратегија за биткоин. Ја тоа што знам да направам флипси, јас нема ни да го прикажувам уживо, да речеме, како ако нешто насетам да е 100% како кога биткоин иде 75.000, а Ethereum беше 0.23, ово Cardano беше 0.23, па да се успее да се флипне,
такво може следните 4 години ке трябва да се появи. Значи не им пишувайте поруки више флип. Ако има и за жал, не съм финансски съветник, не може да се пущам уживо. Разбирате ли? Не може да се пущам уживо да го прикажам. Ако имаме криптореволюция академия, ако се погодиме там да си му момента да излезе, би го кажал да пробват лугито. Ама вака на секой да викам айде луге, я да го пишам, то е момент. Значи трябва да сме тамо, да сме у група, дешава се тай флип, гледат се дека се поклопат бройките и кажувам луги флип и се направя флип. А иначе я да снимам, па дека да го постирам, па или се пущам уживо, па тай видел, най-видел колко луги го смения биткоин на погрешната такво. Значи биткоин литна стои колко беше тамо иляди, Кардано на 1,20 ден и они го флипнали, после падна Кардано и брат, що да правим? Па брат, дека беше на 75 долари биткоин и на 0,23 центи Кардано, како другите ще го сменя. Така да тия фантазии флипови, я не съм финансски съветник. То ако се погоде, тук си до мене, у криптоакадемия си, приятел си ми, ей брат, флипне оно, то може да си го дозволям. Ама вака явно да обявам флип, па нещо няма да биде, не може да ме носам на душа, от и аз знам после кого си извадам, а не можем сите вас да ви извадам на тия цени. Така да, излизната ситуация за биткоин, не постоя излизна ситуация за биткоин, другари. Вещачката интелигенция, тия ама я не знам английски, другари, еве на английски сум я прашал, що ми е кажала? Еве, доле сум я прашал на Google, iMode сум прашал, кои държави копат биткоин. Що ми вика? Много държави широм светот учествуват во изкупување майнинг на биткоин. Гледаш, майнинг, я ще го викам. Привлечени от ефтина електрична енергия, поволни пропуси и постоячка инфраструктура. Най-големи държави во изкупување на биткоин. САД да речете, аз съм неписмен бил за английски, да, не, въобще не ме интересира, пошто я гледате, знам да си преведам све, што ми трябва на македонски. Слушай, САД се водечка земји во изкупување на биткоин, особено по забраната воведена во Кина во 2021 година. Со поволна регулатива, особено во Тексас, Джорджија и Кентаки, се привлечени големи операции за изкупување. Тексас е особено, да си наместам капата от и рефлектора му удара у фаца. Тексас е особено атрактивен поради неговата дерегулирана енергетска мрежа, изобилството на енергија од ветер и искористувањето на гасот од нафтени извори за напојување на опрема за искупување. Значи луѓе САД, последно камен тука вашето си ектал. Народо се жале од бучевата на машините, народо се жале дека водата се користила за ладење, народо се жале дека електричната енергија се... Америка копа браќа на лудо мултимилиони милиарди се инвестират у купање, у майнинг сектор. Значи не може вие да не верувате у биткоин, дека ќе успее. Трябва да гледате на телевизија дека тука се затварат фабриките за биткоин майнинг рудниците, дека се затварат протести, тепачки, чуда. Тоа го нема, така ли? У 12 години у Америка 11. Така да, луѓе, значи биткоин нема да пропаде. Кина и покрај забраните, Кина останува значен играч. Пази, 2021 го забранија и паси копат. Кина е, браче, држава која што не ги дава информации да се фале како Америка или како други. Значи Кина и покрај забраните, Кина останува значен играч во искупувањето на биткоин. Многу операции се префрлија на прикриени методи, значи знаат, имат разни енергетски извори кои што си користат за ово. Пошто знаат што е биткоин. Особено во региони со изобилство на хидроенергија, значи најголемите брани од цел свет се у Кина, другари. Да дадеа известување зашто точно трошат енергијата, не. Значи по теорија на заговор тај што викаше брат, тие изградија толку голема брана, што вика, мислам дека земјата ќе ја флипнат малку, ќе изместат оската, брат, на толку многу вода што се акумулирало на едно место. По теорија на заговор, тај мобет се више врати. Дека количината на вода што ја онадуват, вика оската там за некој мал процент ќе ја онадува и сега протести ќе има, што мада, јас за сега не верувам у тоа. Ама американците чудат како да пуштат информации за овие да сопрат да градат такви проекти. Пошто не за друго, многу енергија брат ќе имат. Кој има енергија, тај е мокен. А биткоин е енергија. Или енергија претворена у дигитално средство што интерпланетарно ќе се треде. Интерпланетарно. Значи, што кажав, хидроенергија како што е Сечуан, не знам дали беше таа браната. Кина исто така останува голем производител и снабдувач на опрема за искупување на биткоин. Че они го забрануват, а се еден од најголемите овакво кажеме што произведат машини и прават милиарди. И со тие милиарди купуваат што? Биткоин. А што правите? Вие се мачите да го ископате. Така да луѓе прст на чело. Казахстан, другари. Казахстан,
Казахстан стана жарещи за изкупуване на биткоин, благодарение на ефтината електрическа енергия и приливот на рудари кои се преселя по забраната у Кина. Значи най-голем дел от Кина, кога забрани 2021, ако не се лажам, беше слаб со бројки, не ме држете за збор. Повечето се префли у Америка, другите у идеја у Казахстан. Затоа што тие не и се дава толку пари за визи, за чуда и не може да преместат опремата. Континери со бродови стигнаа у Америка. Кај мене у Вашингтон. Тоа интервју ќе си траеше таму. Ко сум го кажал, сите ми се смееја дека постојале такви рудници, после кои ги прикажав рудниците беа шокирани. Значи, дека застанаме. Благодарение на ефтината електрична енергија и приливот на рудари кои се преселија по забраната во Кина, сепак бумот во искупување ја оптовари електричната мрежа во земјата, што доведе до прекин на струја и недостаток на енергија. Но уште копат. Канада, не дај Боже да имаше биткоин, ќе те затворат, ќе те депортират, ќе те уапсат. Тоа е скем, братче, гледај. Канада се истакнува со својот одржлив пристап кон искупување на биткоин. До вчера, братче, биткоин не дозволува, ќе те затворат, ќе те онадат, ќе ти го запленат, гледај сега, братче. Користејќи ги своите изобилни хидроенергетски ресурси. Брат, зашо не дајете на народот бесплатна енергија да копате биткоин? Што знаете за биткоин? До вчера го плукавте биткоин. Така да, провинциите како Квебек, Манитоба и Британска Колумбија со пристап до ниско тарифна обновлива енергија и студена клима привлекува рудари. Зашо Канада знае како тука да стане у планините Сибир. И значи нема потреба да трошите енергија да ги ладат тие биткоин машини. Нордиските земји, Норвешка и Исланд, овие земји тие со години луѓе тајно таму копат. Со години. Ја имав видеа, ако постојат на YouTube, бујрум, разлистајте ќе ги најдете. Нордиските земји, Норвешка и Исланд, овие земји нудат идеална средина за искупување биткоин благодарение на студената клима и користењето на обновливи извори на енергија. Читам луѓе брзо, не да се покажам, туку да биде помалку од 15 минути видеото. Затоа читам брзо. Како што е хидроенергијата и геотермалната енергија. Пазете, геотермална енергија. Кочени има геотермална енергија да копаме толку многу биткоин, што мислам дека тие сите 40.000 со околните села луѓе можеме на сите да дајаме по 1 милион да станат милионери. На тоа ми се смеја на мене ако кажав, ако сум граначалник на Кочени, треба братче да копаме во тоа. Ја доволно не сум мокен да имам толку милиони, пошто многу луѓе викат: "Еј брат, ќе копаме биткоин", не може да копате биткоин. Треба ти сериозни милионски суми за машини и за чуда. Биткоин се копе на интервали, кога е профитабилно, кога не, и ти треба да го покриваш тај дел, што кога не е профитабилен за струја, за ладење, за работници, за опрема, за машини, со кеш. Значи треба да имаш и кеш, за да го тоа што ќе го ископеш да го продаваш у бул маркет. Гледате, 3 години бер маркет, 1 година бул маркет. Така да за 4 години другари ти треба, да речеме 4 години лошо, за 8 години ти треба кеш да поддржуваш таа мрежа. Ја место да накопам за тие 8 години ја можам братче да флипам. Така да влијањето врз животна средина и одржливост. Тоа нема да го читам. Така да другари, краткото видео е аналитиката што ме прашавте за сите кои не ќе направам. Што заглави братче? За сите кои не ќе направам, биткоин ја не продавам. Ако успеам нешто да го флипнам, ако успеам нешто да ризикувам, да, али биткоин нема. Од Атлас, да, дел планирам да врнам у DAO Policy, јас извинувам. Дел да врнам у Cardano. Ethereum ќе видиме, сакам од игри да си го врнам Ethereum. И после нема да упаѓам у толку игри да истражувам више, завршил сум со истражувањето со игрите. Ќе стојам тамо со Стар Атлас и ако нешто слично искочи, што ми е интересно да го играам додека го развиват, за разлика другите не ми беше толку интересно. Не ми беше интересно, затоа што нашите геймери не ги интересираат. Нашите геймери ги интересира пуцачене и трки. Не ги интересира Axie Infinity, не ги интересира гала борба со тенкови, не ги интересира кажи го што беше Zombieland и тоа е. Ако балканците и европејаните не ги интересира таков стил, американците исто играат само пуцачене. Така да другари, кратко и јасно за 15 минути видео. Биткоин не се продава. Биткоин само се трупа. Така да другите работи гледајте Ethereum, Cardano, Polkadot, VeChain, MeChain, сите тука овие 8 биткоин гледајте да си ги продаете, да си ги купите назад ако успеете. Ако не успеете си купите назад, ќе видиме нови проекти дали ќе излезат. Трошете си ги паричките, гледајте да купите Cardano, Mardano, Ethereum, да ставите назад на Staking Rewards, BNB на Staking Rewards, да речеме, али профито ако е другари за наредните 3 години bear market кој ќе падне, трупате биткоин плюс од профитите од другите алткоини
И другари, трупате дигитално злато, кое ще до 2106 година вие няма да бидете живи. Вашите парафнуци ки викат, леле, има в един пра. Дедо, Буштеров, братче, само збореше и трупаше за биткоин. Чека да видим Сид Фрейс, дека му е у подромо негде, мале, леле, милиарди, трилиони. Другари, значи няма излез за биткоин. Чао!